Дечки, здраво од нас, од мене Марио, Симон и дечкото со моја десна страна за момент му го заборев името Стефан. Денешна е промо епизода, промо спешал и да, све по нешто. Значи Не е епизода. Не е епизода. Саша кажеш епизода. Да, па кажав мислам, нема везе. Не, па не е епизода. Промо емисија. Промо на што? Промо на Дебели гикови! Значи, од Стрип 3 постана тоа за веки векова. Мислам дека ќе ја и во иднина, ако има нешто вака добар концепт да имаме промо епизоди, ова е прва, така да кој што ќе се пријави ќе прави за промоција, ако има за некој нешто. И денеска правиме промоција на една книга која што напишана од нашиот пријател Симон Сан, коничува. Ова епизода ќе ја збориме здраво. Ќе збориме исклучиво на традиционален јапонски, се надам дека ти се спреви. Да. Да. Сум за јапонски сум најспремен. Кој степен има завршен? Степен. Нама му ја мама. Степен, вака ми е степен. Степен 30 степени. Денеска правиме промо на книгата Косинус, иначе, ако за степени, косинус. која што напишана од нашиот пријател Симон и Ако не го знаете, И кај нас Зорија. Ако не го знаете, кај нас на епизода имаше претходно гостување од значи Чака. опа. Правиме промоција на Дистокио, Cyberpunk Poetry by Зорија Петковска и Glitch Art by Симон Кавајджиев. Симон, како си? Директно од Јапан, по втор пат? Добро сум директно од Јапан. Фала ви многу што одвојувате време за да во овој краток рок дека сум тука да можам да направам мала најава за неколку настани што ги спремаме за наредната недела. И еден од тие настани е Дистокио, промоција на книгата Дистокио. Заедно со Пагода го правиме настанот и во Base 42 ќе имаме мал собир, поетско читање, мала изложба на мојот Glitch Art и ќе читаме некои од песните од Зорија Петковска Каледжиева, која што пишува футуристичка поезија, урбана поезија, cyberpunk поезија, инспирирана од Токио, но не специјално за Токио како што е, туку е малку дистописка верзија, како дистописката верзија на Токио, и таму е насловот, малце е фантазија, дистописка фантазија, фикшн, затоа насловот е Дистокио. Така што, да, сакам да ги поканам вашите слушатели и гледачи, и сега што е заинтересиран за Токио, за Јапонија, за дистописки фикшн, и за cyberpunk поезија и glitch art да дојде во Base 42 на 9 мај во 8 часот. Повелете и можеби Стефан ќе сака да каже нешто повеќе за тоа. Би сакал, мислам, да ги, нели, да најавам дека нема да биде традиционална, целосно традиционална, нели, промоција на книга, затоа што сепак и не е ни традиционална книга, така, значи е, да кажем, мултимедија, бидејќи имаме и гличарт, имаме и cyberpunk поезија, така да може да очекувате интересен концепт, каде што, како што кажа Симон, значи ќе играме малку со просторот, бидејќи Бейс е многу интересен простор, цел е бетонски, цел е неонски, така да одлично соодветствува на темата на самата книга, така да очекувате малку да си играме со просторот, очекувате малце ретрофутуризам, очекувајте, како што кажа Симон, ќе имаме поетско читање, ќе кажам дека ќе биде на 5 јазици. Тоа беше и предлог на Зорија, што беше многу гениално, освен да, нели, бидејќи книгата, иначе не кажаме, книгата е на англиски јазик, дури и во Јапонија издадена на англиски. И македонското издание што, нели, ќе може да се купи на самата промоција, е исто така на англиски. Но Зорија моментално работи со наши соработници, работи на неколку преводи, така да ќе се чита поезијата на англиски, македонски, јапонски, кинески и корејски.
Тоа е затоа што Маце Зорија беше која, па чеј, вие сте пагода, зошто да не ги читаме на сите јазици од сите држави кои ги промовирате? Чекај. Она ќе ги чита на сите тие јазици Изненадување. или ќе има луѓе што ќе Изненаđење. еден од Кореја што ќе чита, еден од Кина, еден од Ќе биде така, не кажуваме кои се. Зорија ќе чита дел, сепак нели она е Да, авторот да. на сите на целата поезија. Ќе читаат други луѓе, ма нема да ги кажеме кои се. И се трудиме да биде значи најавтентично што може. Луѓето што ќе читаат да бидат native speakers, значи да биде нив мајчин јазик. Значи Така, сте да. ги донеле од далечната Азија, Па да. од азиските делови на оваа планета Земја. од дистописките делови на оваа земја, леле. Па, мислам баш во духот на cyberpunk жанрот и на cyberpunk културата, нели, затоа што некои од најкултните наслови на cyberpunk на сите времиња се на пример Акира и Blade Runner и имаме ние Ghost in the многу Shell. Ghost in the Shell исто така, да. Имаме многу и како да кажам, омаж на некои од познатите cyberpunk дела во самата книга. На пример, еден од моите гличови е насловен Is it static or a whisper in my ghost, што е цитат од Ghost in the Shell. Дали бушавата што ја слушам во главата е статични пречки или дали е шепот во мојот дух, во моето срце. И нели се допираме до филозофски прашања, што е свеста, дали машините имаат свест, дали киборзите имаат душа и така натака. Така што има многу теми што се поврзани со технологијата, како се чувствуваме ние за технологијата, брзиот технолошки развој, дигиталното општество, животот во време на интернет и AI и сите овие работи, како тоа се одразува на нас, на нашата психа, на нашите навики, на нашето човештво. Така што баш како сакам да кажам дека како во на пример Blade Runner, нели има една атмосфера на светска метропола која што не може да ја лоцираме каде е точно, затоа што има нели светски пазар, и сите како знаците на изградот се на многу јазици. И во Blade Runner има знаци неонски кои што се на кинески, на јапонски, приказната наводно се случува во LA. Но да, нели во еден глобален свет, космополитски свет, сме изложени на се повеќе култури од многу земји ни се достапни, што е добро. Имено, но да, малце сакавме и еве со Пагод да правиме добра соработка, затоа што и Пагод имаат и за цел да промовираат различни азиски култури од многу земји од далечниот исток во Македонија. И затоа видовме дека е добра прилика да го представиме Дистокио не само на англиски, во македонски, туку да имаме и читање на јапонски, на корејски, на кинески, така што мислам дека ќе биде интересно за нашата скопска публика. Кај е идеја да го правиш баш овој глич арт? Јас сум по професија сликар и еден од омилените жанрови во сликарството ми е урбан пейзаж. И многу често за порано многу повеќе сликав на платно и кога бев во Соул во 2014 се вратив, исто го последив Токио, се вратив, во Скопје направив изложба со 60 слики на платно со гледки од Токио и од Сеул. И доста слободно, експресивно, со голем контраст помеѓу дрешливи бои и сиви темни тонови. Сакав да искажам во исто време и фасцинација од големите метрополи, а во исто време и некоја страф и анксиозност од нели која е еднината на светската цивилизација, на индустријско дигиталното општество. И тоа се тешки чувства и се конфликтни чувства, сакав да ги доловам и двата тие аспекти во иста слика, значи и возбудата и анксиозноста. Но откако се пресели во Токио, ми беше тоа уште поинтересно, затоа што сега живеам во Токио и работам во архитектонска фирма и го цртам, мислам работата ми е да цртам архитектонска илустрација, буквално го цртам градот секој ден, ама нели во моето слободно време како јас сакам да се изразам, нели не за клиенти, не за нарачка, не за некоја нели бизнес како намера, туку буквално слободна уметност.
а немам доволно време да сликам на платно и немам ателје и почнав полека да барам алтернативни пристапи, почнав дигитално да сликам урбан пейзаж и после тоа преминав на фотографија со едитирање и така дојдов до глич арт. И уствари пристапот во моите гличови е многу сличен, иако се работи за фотографија, пристапот е многу сличен како во моите слики. И сепак го правам ова како сликар. И многу фотографи кои доаѓаат на моите изложби се изненадени. Толку многу едитинг правиш на фотографиите и јас сум таму, ама ја не ги доживувам како фотографии веќе, туку е ги доживувам како верзија мултимедија. Да. Меѓутоа е многу блиску до она што го правам со сликарството. Кажи ми, колку време ти требаше да ги направиш сите овие? Или ги правиш неколку години у период или 2019 мислам дека почнав да ги правам со мобилен. Инаку од 2016 почнав прв да правам глич арт од Токио. Но да, имам илјадници дела во серијата. Значи ова ти е колекција, не ти е специфично. Ова е мала селекција. Селекција, да. Да, направена селекција што направивме заедно со Зорија и Зорија работеше нели паралелно на својата cyberpunk поезија инспирирана од Токио. И забележавме дека има доста добра корелација помеѓу моите гличови и помеѓу незината поезија. Мислејќи се, јас сакав да направам каталог за City Slice, арт каталог, а таа сакаше да направи поетска збирка и ме праша дали може да некој од моите гличови да ги искористи за насловна. И така ни текна дека уствари не мора да правиме посебно збирка поезија, посебно арт каталог, туку може да направиме една мултимедијална книга која што ќе биде во исто време и збирка на поезија и арт каталог. И буквално сега страница е си парираат гличовите со поезијата и многу добро се вклопија. 20 бевме изненадени уствари колку, тогаш свативме колку од делата уствари го носат тоа што ние таму го доживуваме секојдневно и тоа што го согледуваме како нели која е еднината на Токио, која е еднината на метрополата во 21 век и дека многу од согледувањата ги изразуваме во нашите дела, иако е во различен медиум, има многу допирни точки. Да го живеете тој го живееме тој живот. Ја бев многу среќен кога Зорија нели почна да се посвети повеќе на футуристичка поезија, затоа што знаеш како некако на школа кога учевме повеќе поезијата беше читавме партизански песнички, патриотски песнички, нешто за пролетта, нешто за љубовта, нели луѓето знаат за романтичарски сонети и такви работи или песни, нели? Ама мислиме дека нели поезијата е нешто што е дел од минатото, дека не можеш денеска да пишуваш поезија за сегашноста. Или не можеш да пишуваш поезија за иднината, не му текнува тоа. Мислам, не дека на никој не му текнува, но во свеста на публиката, на читателите како читатели на поезија, нели не постои можеби јасна идеја за таков интерес. Јас сум обожавател на, мислам и Зорија исто, гледаме многу sci-fi аниме, научна фантастика и да, Евангелион, Гандам, Ghost in the Shell, Акира и така натака. И баш разговаравме дека како би било шонен научна фантастична поезија, како би изгледало, знаеш, или Тоа е добро прашање. Да, и Зорија беше многу инспирирана и од литература како Neuromancer на Вилијам Гибсон и проба да направи некои такви поеми и мислам дека беше доста успешен резултат. И направи многу напредок со поезијата затоа што песните не се едноставно на тема на иднина, туку некои од песните се напишани во иднината. И кога читаш песната, сваѓаш дека песната е напишана во иднината. Иначе сакам да се надоврзам на Симон. Екшели на Симон глич артот, односно City Slice-от, оддамна на неколку наврати е изложено у Скопје. Јас се сеќам дека беше на Нихонџи 1 учесник. Една информација. Исто така, лани за прв пат, впрочем, беше презентирање на City Slice-от, односно на глич артот во овој формат. Зборуваме за глич арт и cyberpunk поезија. Лани со Пагода во буква го правевме, ја правевме City Pop забавата, каде што неколку уметници има простор нели за изложување. Симон и Зорја среќа беа тука во Македонија пак дојдени и тогаш за прв пат се изложија неколку дела, 4 мислам, не ме држи за збор, 4 дела каде што на самите гличови Зорица испиша поезија. Така да концептот сега се повтора, значи точно година дена поминува време, исто во мај, и уствари се поклопи случајно. Значи случајно се поклопи дека
премиерата на Дистокија во Скопје ќе биде точно година дена после Сити Поп забавата и ете така една убава целина значи се формира. Морам да посочам и за уште една соработка која ќе имаме за настанот, а тоа е соработка со Донире компјутер. Убраво. Мислам не треба да се објаснува премногу зошто баш се решиме да не правиме соработка со нив. Самата технологија која е widely покриена и во поезијата и значи самите дела се heavily направени со технологија, значи Симон кој што кажа, нели, се прави дигитално. Втор момент е дека Донире компјутер нивната база е во Base 42. Така да нивното седиште, седиштето на Донире компјутер е во Base. Цареви. Затоа има толку компјутери таму. Затоа има толку многу искршени компјутери и сега само ќе ви кажам еве еден хинт. Тие стари, многу стари компјутери со катодни цевки или со 3:4 монитори ќе бидат искористени на настанот некако. Толку. Значи нема кажам како. А како е соработката со Донире компјутер, значи освен што тие ќе ни ги поземат компјутерите за изложбата, исто така ќе пуштиме повик за сите луѓе што ќе сакаат да донират компјутер, да го донесат на дента на настанот, значи представници на Донире компјутер ќе бидат таму, ќе имат свој пулт каде што ќе може да ги примат нели старите компјутери, старата технологија. За возврат, секој што ќе донира компјутер или технологија ќе добие Special Limited Edition гличарт во лимитиран број од 230, што ќе биде многу кул испечатен и ќе биде потпишан од Симон Зорица. Значи тоа е мотивација за секој што има дома стара технологија, стар компјутер, кој стварно му фаќа прашини, нема зашто да прави со него, добре дојде да го донира на настанот. Дали гличар е стил повеќе, да кажем, го прати или ова си го измисли ти овој арт? Си видел некој друг да прави гличар? Да, мислам тоа е многу ниш поджанр во уметност. Инаку има гличарт, има форми на гличарт дури пред да постои дигитални медии. Го правеле луѓето и со да речеме постарите медии, како на пример ќе пушти видео на од магнетна лента, од касета ќе пушти видео на телевизор и после ќе доближи магнет до телевизорот, ќе се наруши сликата од магнетот, ќе го снима телевизорот со нарушеното видео и после снимката од тоа нарушено видео ќе ја проектира како видео арт. Тоа е пак некој начин на нели на оштетување на намерно оштетување на медискиот запис со цел да се направи некаква интервенција и да се направи нова форма на медиски запис и нели како е верзија на гличарт. Така што не е нешто што јас сум го измислил. Ама мислам дека стана едно време многу популарно, особено во NFT круговите пред нели кога почна NFT бранот пред неколку години. Имаше доста, како да кажам, глич арт бум. И да, мислам дека е некако, знаеш, пак се надоврзува на тоа со саркастично гледање и критика на дигиталното општество и на новите технологии. Изгледа интересно. Но мислам многу малку луѓе прават глич арт со поврзано со фотографија, особено со архитектура или со урбан пейзаж. Тоа што го прави субжанр на да, ја имам субжанр во субжанр. Во субжанр. Оваа година имам уште една книга која што ќе се надоврза на Верлосен. Можам да кажам во повторно издаваштво со Flipbook, кој што ќе направиме ова е книга за калиграфија. И произлезе од Верлосен затоа што јас за тој проект пробував да направам како дел од world building, да направам уникатно писмо кое што ќе биде препознатливо, кое што луѓе може да го видите дека ова е писмото од Верлосен или од Arachnids Gotica. И мислејќи на тоа успеав да направам нешто кое што е доволно силно графички да може да функционира како уметност независно од Верлосен, надвор од тоа. И спаѓа во жанр на уметност кој што се вика асемичко пишување, asemic writing, што значи пишување без читање или пишување без значење. И е слободно, нешто е како doodles, ама со ракопис. И е многу интересен жанр, кој и кај нас во Македонија нема многу примери од овој жанр на уметност, така што издавачите Flipbook исто беа доста заинтересирани да направиме и оваа книга. Да покажеш таму. И ова е како се надоврзува на Верлосен и на Arachnids Gotica.
така што ќе правиме на 8 мај промоција во рамки на сајм на книга. Ние на 8 имаме, тоа е четврток, во 5 часот во салата во Арена Борис Трајковски ќе правиме промоција на Верлосен, на Олпест, на книгата Олпест. Ова мислам дека нешто што можеби ќе ги занима луѓето кои што се интересираат за стрип и за нели графичка уметност, затоа што е начин на пишување кој што го развив од стилот на цртање. Е пишување произлезено од цртање. И комбинација на тоа што црниот потек наместо да го користам калиграфски за пишување на буквите, ја го користам за позадина, а буквите ги бришам со бело, ги бришам од црниот потек. Ама сепак се поврзани. Тоа ги поврзува, црниот потек ми дозволува да го со него да правам цртежи и графичко изразување, а буквите се сепак поврзани со него. И уствари е интересен спој на ракопис и цртеж. Верлосен е Ова највише ми се. Ова е Верлосен. Да. Ова е Верлосен. Тоа е цртеж од Верлосен, да. Од Арахнец Готика, да. Овој цртеж на крај на смањето ќе го снема некако. Ќе се појави кај мене Ќе се дома. појави дома Кај магичен. мене дома ќе се појави. Прави некој видео Значи, и позадина ќе ти стои цртеж. Задолжително четиво за тебе е Верлосен затоа што имаш огромни бубачки. Не, Аракниди. за Да. добро. Ако некој се плаши од пајаци и бубачки, не му препорачувам. Да, аракнофобија. Не, Кој не е? Го знам бе, ми покажуваш ме тоа така? Да бе, ми Да. покажуваш ме тоа како беше. Верлосен Гледате епизодата. Сакав да направам тоа ми беше почнав со подвиг за Inktober 2020. Тогаш беа локдауните веќе во тек во Јапонија. Тоаш бубачки. И сакав да направам некаков предизвик за себе, да се тренирам секој ден после работното време, уште 1 сат или 2 сати да си одвојам за цртање и да видам колку може побрзо да нацртам цела сцена само со мастило на хартија. И мислам развив техника на многу брзо сенчење и исто така употреба на широк маркер за овие црни површини големи. И уствари техниката како го потребувам маркерот ми овозможи за многу брзо време да постигнеме ефект на цртеж кој што личи дека работа многу подолго. За овакво чудо Не, се. тоа не е маркер, тоа се се работи. вика Да, и тоа го викам баклија. да, тоа. таа техника ја баклја, викам дечко. сликање со маркер или на јапонски се шалам, маака е како сумие, како укио е. Сумие е нели сликање со лавиран туш, а маака е сликање со маркер. Со сув маркер. Чекај, ако заспиеш, ако те нацрта некој со маркеров, Ако Брише заспиеш ја. вака вака и ти падне ова на вако. Ова е точка маркерот ќе ти што направи. Jigglypuff го има и ги црта у Покемон кога ќе заспиат сите. Тоа е тој маркер. а бришење живот. Не, со алкохол може сигурно. важи. Пробај. Дај да Така да пробам. пробаме. Саш коса ти на После емисија ве молам само не сега. Арахнец Готика е уште отворен проект. Значи јас уште спремам материјал за нова книга, каде што пак ќе има место нови луѓе да се вклучат со писатели, со интерпретации, со своји уникатни приказни и градиме полека еден флексибилен канон кој што во книгата е представен како историски извори од еднината. Како некој нашол дневник и сега го зима дневникот и го чита и тоа е историски податок. Некој нашол писмо. И ние го читаме писмото, напишано од некој до некого. Ево, како писмото да, тука рецепт. пишува. Да. Дебели гикови е Дебели најдобриот подкаст во Македонија. Тоа е тоа. Точка. На пагода ни се Стефан и Симон од Јапонија и од Македонија. Уште една работа само имам да кажам Ајде. пред да завршуваме. Значи исто ако некој се интересира за world building и за нели инспирација од архитектура во world building, во стрипови, во уметност, ќе имаме мал настан со стрип трип на 6-ти, тоа е вторник. Значи, чекај. Се враќаме назад во времето, 9, 8, 6. Аха. А 6 мај. 6 мај, 6 мај. да, во Нетавил. Од Во колку Себо. сум? Кај кажа дека ќе биде промоцијата во? Не тоа. Во Нетавил, тоа е тука, тоа е collaboration space, collaborative space, workspace, работен кажи простор, колаборативен технолошки. простор позади технолошки. Аха. До тело добро. одма. Добро, Да. добро. Да. Значи од 7 часот ќе имам Овде? мала презентација, да. Тука бе, тука. Тука е, да. Да, ќе Е, сега зборуваме вие за кај дека е студиото.
Па голема работа, па шо? Тука е. Модерна Југославија. Да, така ли се вика студиото иначе? Да. Модерна Југославија. Модерна Југославија? Може. Па, мислам. Ама буквално Од тука наваму е модерно, тука натаму е Југославија. Стварно се сваѓа. Не, студиовиот закон, честито ново студио. Фала. Честито нова сезона. Thank you. На Фала, дебели фала. ликови. Терајте, убаво работите, убаво си газите. Поштувам све што правите, имате секојаш топ гости. И мислам дека имате многу добро влијание на нашата гик Сцена. заедница во Скопје и во Македонија. И Па пошироко. мислам и пошироко, да. До Јапан. Така Ми што кажа, Јапан ми стига. кажа, мајка ми кажа дека те гледале на нивни пријатели, сино живе у Јапан и вика да бе го гледаме кој Пазари бе. Огнен се вика дечкото, мислам или да се дружиме со Огнен. Па јас со Огнен се знам од Ама од мал. Скопје до Токио. Се бајле кога идат у камкова пазар, Да. се гледа здраво комшија. У себе диле Тој до Поздрав до Огнен. Поздрав до Огнен, да. До пред некое време тој беше единиот Огнен што го знаев во живот. Освен ти. Освен ја. Ја и друг Огнен, он беше другиот Огнен. Друг не знаев. Пак ќе кажам, морам за ова да се вратам. Иако прво го видев ова, ми беше многу чудно. Као не го разбирав. Например, ја обожавам Март, секако, па ова ми беше too much. Ама кога ми раскажа прича за ова, значи купување на 8 Не, од првим ќе треба у буква да идеш да го купиш првиот дел, овој Да, вториот Веро дел. лосен, да, се возиме. Значи да повториме. Да. Што? Сакате Наставите. хронолошки или сакате како што направиме номер Хронолошки. 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 Ајде, од шести хронолошки сме почињаме. вака. Од шести. Значи, на 6 ве чекам да дојдете во Нетавил. Од 7 часот имаме мала презентација ќе правиме за архитектурата во уметноста и во стрипот. А потоа ќе имаме sketching session, можете од 8 Може ако не после тоа, дојдете после од 8, слободно снимање. тоа ќе Ќе биде трае, да. тоа ќе биде casual, значи сите што се друштво, што цртаме, што се интересираме за цртање, за уметност, за стрипови, за архитектура, ќе имаме едно такво дружење со цртање, неформално. Така што може било кој ако нешто се интересира исто таму да дојде да разговараме, да ме праша повеќе за уметности, за проектите и така натака. Следно ќе биде ве очекувам на сајм на книга на 8, отварањето на сајм на книга. Во 5 саатот ќе имаме презентација на книгата Олпест за семичко писмо или уметничка калиграфија со флипбук, ново издање. Потоа да. А не, На 9 петок во 8 часот Во 8 часот, да. имаме настан, мултимедијален настан со уметност, PowerPoint, видеоарт, VR. мултимедиски принтови, поетско читање, cyberpunk поезија, донирај компјутер, акција за донирање компјутери во Base 42 и заедно со Пагода, така што ве чекаме и во петок. Пагода, ќе има некоја конзола, нешто PC да се игра Cyber? Да стеме конзола се игра. Ајде да видиме што ќе направиме. Ајде да видиме што ќе направиме. Воздушно high five. Или не мора воздушно да. Тоа е тоа. Екипа, фала ви што дојдовте, што Како беше фала на јапонски? Аригато го земас. Аригато, Симон. Симон сама. Симон сама. Замислете луѓе за 2 недели се само тука. 3 настани има. Од 2 недели. Да се дружиме, да се забавуваме, не. Да. Сега кај да и Фици ке дојде? Да, од нова епизодата да ја снимаме таа мов што беше. Ништо дечки. Фала и од мене за поканата, нели простор да го изрекламираме настанот, да ги поканиме нели гледачите на настанот. Ептен short notice беше ептен, фала и што ни улетавте многу со терминот, пошто тоа беше у 5 за 12. Така дечки, продолжете само дале, ние си се знаеме приватно, си се дружиме, си се поштуваме. Фала многу. Сакам Симон пак да одјави на јапонски, како минатиот пат. Ние гледаме. Ние отишо ќе разбереме нешто, ама Не, измисли нешто, што сакаш кажи. Тотејта отаку санно бангуми омите курете. Аригато го земас. Види овој се смее. Ова ка знае. Разбира, Слушај нешто разбира, да. Дечки. Чао, се видиме. Поздрав, се гледаме.